Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Знае ли Мицковски што е независно судство и што представува поделбата на власта, која е втемелена во нашиот устав и во поредокот на секоја демократска држава? Ако знае, тогаш со неговите изјави во делот на правосудството и потребата од зголемување на буџетот за судството на 0,8% и за јавното обвинителство на 0,5% од БДП, е не само скандалозна, туку и опасна за владењето на правото, опасна за демократијата и човековите права и, ако сакате, опасна, бидејќи го руши уставниот темел за поделбата на власта. Премиере, крајно време е да сватите дека доколку навистина цврсто стоите на заложбите за следење и имплементирање на реформската агенда и планот за раст, тогаш тоа подразбира, меѓу другото, и ефикасен, квалитетен и независен судски систем. Дали треба да ве подсетиме дека во финалниот извештај на Европската комисија за владењето на правото во ЕУ и земјите кандидатки за ЕУ 2025, меѓу другото е констатирано дека судството во Република Северна Македонија се соочува со ограничени финансиски средства, односно недоволни, но и со недостиг на вистинска финансиска независност. Очигледно е дека оваа влада, предводена од ВМРО ДПМН, не само што е замајува јавноста дека обстојува на европскиот пат и реформската агенда, бидејќи ниту еден реформски закон не е ниту изготвен, а камоли донесен согласно јасниот план и агенда, туку веќе со изјави на омаловажување и дискредитација на судиите и јавните обвинители, уште повеќе го разнишува нивниот кредибилитет, а со тоа и довербата на јавноста во правораздавањето. Премиере Мицковски, правосудството треба самостојно да решава за сопствениот буџет заради повеќе причини, меѓу кои повеќе стручни соработници и друг стручен и технички персонал за кој недостигот е повеќе од алармантен, техничко екипирање и дигитализација и секако плати на суди и обвинители, но и на стручниот и техничкиот персонал, со што ќе биде вратено достоинството, но и ќе се зголеми отпорноста кон коруптивни действија но и отпорноста на политички влијанија. Премиере, на крајот ве прашуваме, дали вие или Министерот за правда сте чуле и знаете за бенгалорските принципи кои почиваат на клучното, а тоа е градење механизми кои ќе спречат политизацијата на судството. Кога веќе толку сакате да се консултирате, зошто не се консултирате со консултативниот совет на европските судии и истото такво тело за европските обвинители при Советот на Европа? Впрочем, ние имаме и свој представник во консултативниот совет на европски судии. Но очигледно е дека целта на оваа влада не е независно судство, а со тоа ниту владење на правото. Како поинако да е толкуваме изјавата на премиерот, дека логична била промената на членовите на работните групи кои работеле на изработка на реформските закони, бидејќи дошол нов министер, но никако не сакал политички импут. Да не е трагично, би било смешно. Благодарам.